Šta te briga kume, meni je svejedno. Krstata ti vam tvoje da ti jebam plemeto, se ne znarvi reći jebam krsta tvoje da ti jebam, ja s tebe plemeto da ti ko jebam stopankata, ja s tebe da ti jebam stvarno. Iskopajte, ajde dokazi se od streamov, sakam da vidam ovo video od Laki, sakam se ova što go zna rekao za nego, da vidi ovo video od Laki. Daj drugo dete daj! Беги мори бе тебе, за куме треба да лафам, не за тебе, тръгни ми се сега от главата, нема за Маре, остани. Добре дојдовте дечки, поздрав во наредното видео. Саат време рантки биева, може и повеќе, по самиот наслов гледайте. На копа докази им. Конечно дојде време да им врнеме на пцовките на прилепчаните, односно кумето и кишата, али кишата ќе очекме за друго видео. Има вих един прилепчанец, може да двоица, не знам, али ќе откриете во наредните рантови за кој станува збор. Добре дојдовте во официјалниот рант за Максимилијан Ѓорчевски, ака кумето или кумески, без разлика. Доколку сакате да бидете поздравени во наредно видео, се што треба да направите хештег Луконески во коментар. Зошто? Заради тоа што во рант ќе откриете зашо кумето е Луконески. Сега ќе видите. Чеки, прво, јас имам си запишано 10 точки, пошто ово видео ќе био огромно. Знаете, сите рантови на Никикс рантот и на Колевски рантот и другите рантове беа со запишување точки, заради тоа што многу има за лафејна, па морам да прочитам да видам што да кажам. Одеме со првата точка. Леле, колку сум изхајпан, мора и драматичен зум да манам. Значи, почнуваме со шо? Почнуваме со првата точка. Се меша без никој да го спомне. Зашо станува збор во првата точка? Во првата точка станува збор за шо? За тоа што се меша без никој да го спомне. На шо се мисли тоа? Ако ви такнува, јас уште април, мај месец стримах на Трово и типу немах никаков контакт со него. Буквално јас и он игравахме GTA 5 и фул добро се поминувавме, пошто си рапахме во тоа свет. Мислам се буквално свашта. Сега, шо се издешава? Нели дојде ред за там што ме изнервира нешто и нели што му репортнах канал че му го банира на еден ден. И тука се скарах јас со Ставре, со кишата и со тоа што е, не знам ка се викаше, што беше овнар на серверот што играахме на Ставре сервер. И сега јас тука се скарувам со них и типот никој не го измешава кумето, значи јас буквално со него се имам, се правам абет. Ва вечер играеме, само се извинувам. Он утре дента ваѓа видео за мен, а никој не го спомнува, никој не го измешава, ништо да каже да го изврегам или нешто да му кажам, ништо буквално. Типот ваѓа видео за мене, оти јас сум му банирал акаунтот на детето, не знам, оти јас во, оти јас тоа. После некој ден се деси таа работа дека ќе кажах јас прилепски мајмуни и они као што сфатија демек кој си ти на Прилеп да им викаш мајмуни, не знам што, не знам как. А убаво че јата ти имат Прилеп навивачка екипа мајмуни и тоа не е од мене измислено, јас не го измислив тоа и не сум едини тип што лафат, мислам као јас не го упатам тоа дека некој ти навреда, кој ти цел Прилеп или они как си го имат свата. Јас го упатам само кон кумето, оти он е мајмун, во таа смисла, кој јас на него му се обратувам, а не на цел Прилеп. Јас немам ништо со градот или народот во него што живее. Јас се имам со многу прилепчани. Од кој един е, кога беме на 31 декември, кома вика, не знам кој декември беше, кома вика Благодоша на настапов в Прилеп. Тоа беше, не знам, 2020 или 2019. Типот што беше во општината работеше, сега не знам што имаше во општината, дали беше кој советник или појма немаше беше во општината, ми кажа кога и да дојдеш во Прилеп, што е да ти треба јавни. Немам збор за човекот, алалдама. Мање битно, немам сам битен тука, пошто не сам да умешам. Значи, финтата беше оти никој него не го спомна, он сам си прави закачки за да добие прегледи. Он сам са пике, сам са буне, сам прави видеа за да се закача. Зашо оти јас сум кажал, сум го банирал, сум кажал прилепски мајмуни. А окей, за Прилеп сваки мотиван се дигнал, ти знаеш таа нервоза, изврагях, мислам не изврагях, тук си кажах как шо е, нели, как што кажах на навивачката група, да, така и викат, али нема шо да се навредат они, пошто тоа как што кажах не е од мене дојдено измислено и не е тоа од вчера, од некни, тоа од година назад. И се как да кажам, не е он тоа што треба да се меше сегде, кој ти не поканан гост, сакаш кој ти не вика, кој ти даде тебе право ти да ми јаеш гомна на мене? Ти направих јас нешто на тебе, што ти испцујах ли, не знам, со кое право ти се умешавиш. Окей, втора точка за ваде. Нон-стоп кој измава гевгелијскиот дијалект. Та мајка дека си да даја бум, клемпашут глуп со курма, банириш некни ут на кишата лајвут, ебати кломпарут, арнота банира, никоја пъта даде Господ. Ovo je na slovenski da ne pišува, bе. Ovo je na slovenski da ne pišува, bе.
Ovo je na slovenski da ne пишуваме. Сега, они, не знам са шо им е финтата, али седа на стрим и као јас влевам и нешто као да ги испровоцирам, им пишах тамо нешто на трово точно и не ми текнува шо. Типот се исмеаве со мојот диалект као да меке шо се губиш, зашо пишеш на словенски, не знам шо, не знам как. Македонски тројка имах, не оти се разбирам много, али колку што јас познавам, колку што јас знам и колку што сум учен, македонскиот јазик, општо како јазик, без разлика кој диалект е вклучен во тоа македонски јазик, вклучувајќи го скопскиот диалект, ресенскиот, дебарскиот, гевгелијскиот, што знам, охридскиот, гостиварскиот, прилепскиот, битолскиот, свашта, не знам кој. Секој можен диалект, неготино, кавадарци, сите можни диалекти што се вклучени во македонскиот јазик, општо спаѓат во јужнословенската група или само во словенската. Сега не сум сигурен, затоа гуглам да видам за да не испадне после такава ка. Не јужно, старословенскиот јазик. Моја грешка, старословенски јазик. Значи што пише, ќе имате скриншот. Старословенскиот јазик или старомакедонски јазик е познат во лингвистиката, поточно во славистичката како првиот пишан забележан за сведочен словенски јазик. А тоа бил јазикот кој што го говореле македонските словени во непосредната околина на Солун. Говорите од сухо и висока. Во втората половина на 9 век се заосновал на македонски јазик. Што значи ти немаш право да го исмеавиш мојот диалект заради тоа што и ти истиот јазик во лафи, само некој си има различни диалекти, а општо цел македонски јазик бил во старословенската група. Што значи и твојот диалект спаѓа во тоа словенски, само што ти си неписмен, па не знаеш што лафиш и гледаш чисто на мапет да се најши в нервоста, толку ако избувнавиш, што немиш појма што се дешава и јадеш говно без причина. Трета точка. Тужење за мана, донирање, а убаво пишува за што беше. Отношењето негово, бидејќи ако ќе му донира некој фан него мана, ако ќе му донира некој фан него мана, тој му вика не донира бе гумнар, го банира на еден сат, тој како очекува да има гледаност. Сега, не тужење, туку оптужување или укривување во таа смисла. Сега, што сам да кажам со тоа? Општо не знам колку од вас знаете, али јас, општо не, јас сите стримери, мислам не сите, да не испаднат и ги лафам сите, општо некои стримери кога играат на Trovo се лафе, пошто на YouTube не летат толку донации, на Trovo се донира мана, не сакат да имат толку донации, пошто цело време музиката свире, а јас тогаш играах CSGO, играах и Fortnite, и кога ќе се изнервириш, кога ќе те утепат, не, грешка се изразих, не кога ќе се изнервириш, кога ќе те утепат, туку кога ти донират, кога ќе се пуштат донации на мана, само мен тоа ме нервира, ти по 100 мана пушкат, на секоја минута 100 мана. Он ќе изнаспаме 20 мана по 100, пример 2000 мана по 100, и само мене ми иде по 100 мана на секоја минута. И сега 10 минути ќе ми свират и 100 мана сум имал, наместо да пушта една 2000 арка. И плюс, убаво си пише, си беше напоменано во Pinned Message, значи пина на порака, горе на чатот, дека не спамајте со донации и не ми донирајте по стотки додека играм, за да можам да го слушам противникот, енемито, footsteps додека му одат, за да не му утепе, да можем јас да го утепам. И тоа не беше никакво вреѓање. Имше неколку деца што намерно тоа го праваа, го донира, и јас намерно ги банирав и кумето као ти не им даваш на твоите, ти им забраниш да ти донират, каков јутубер, каков стример си ти, каква јавна личност си ти, каков инфлуенсер си, свесна на фанавто им јадиш гомна, свесна на фанавто така, свесна на фанавто вака, не им дозволиш во да прават, не им дозволиш тоа да прават, као он се дигна на мене да ме оптужа зашто јас не сум им дозволувал на фанавто да донират. И прво, на секој почеток од стримот јас ги упоменавах, не донирајте кога ќе играм таа и таа игра. Секоја игра кога пред да почнам да играм, пак ги упоменавах по втор пат и за трет пат клавах Pinned Message. Не донирајте од и тоа играм, сакам да ги слушам footsteps во тоа. Не он се запнал за тоа да ми јаде гомно, ти нема зашто да ми јаде гомно. Пак ќе кажам, што те е финтата, сакаш прегледи да земиш од мене или публика или што, нема да те избустам бе, што не те е јасно. Исто така саках да кажам дека вие сите докази, као, не са, да кажеш, од него видани некои са, да, дел, ама 5% од сите са што лафих 15 минути. А некои са чувани, од Ставре, че јал тоа така правил, вака правил, ја, например, он немше појма за Петар МКД. Немше појма и за донациите за игрите, ако не му кажа да дојде да влезе. И ако не му кажеше Ставре за таквите за оти сум им кажал, пошто Ставров негав стрим кажа во им забранил да донира, не знам как, и кумето одма се префрли да чуе што се дешава да види. Када вие докази не се од него, туку вие докази са да биде че јал одворен не разбрал тоа во тоа и он се најдел да јаде гомна од другите што кажале. Значи он да ма напаѓа свесно
От кой ще му кажал, от кой ще чел, ай чеки, во така ми кажал, на теб ки упатам гомната. Во така ми кажал, на теб ки упатам гомната. Веќе кога ми јадиш гомна, ело в лице ми ги јади, успат да ти кажем и тоа што не го знае за мен. Исто така, свесно иде на мој стрим и ми вике, кој си ти, вика, да си навредавиш твоите фанове. Прво и прво, кој си ти за на мене да ми кажеш јас как да се однесам со моите фанове? И второ, не е навреда ако јас на фан му кажам дек си бе гомнар или дек си бе педар. Свесно, педар, суа, педар, гомнар или гумнар, се едно. Јас така се заебавам, ето, ако не ми верувате, што знаат оти јас со тоа се заебавам, пишајте во коментар дека ние секој ден со децата што се од Гевгелија и тие деца што ме гледа на стримаве на Трово, јас со сите се заебавах, как и влезе, еј, дек си бе гумнар, шо правиш бе, как си бе педар, свак ще донираме мана си лавме, са имам со фанав, имам конверзација и си ја правам интересно. И не си ти должен да дојдеш на мене да ми јаш гомна как јас ки си викум фановто. Јас ак сам ки викум и пички, ак сам и мајко ебече ки викум, ак сакум свашта, да не врегам сега за глупост. Така да ти не си должен на мене да дојдеш да ми јаш гомна за мојата фан бейс или мојата одредена група на фанове, как јас да викум и кој, шо, пак ја то питам, шо те е финтата? Саиш интересен да се направи, саиш да привлечеш внимание или шо е финта, не те сваќам. Лаки царе, ве лажи, има втор канал, али не ичи да изве видео затоа што нема докази како да се одбрани. Ајде, те предизвикувам изве видео на вториот канал па да видиме кој има поиќе докази, зошто има поиќе докази и како има поиќе докази и кои се тие докази што ги имаш ти против мене или против кишата или против некој против овие ставредники. Сега, как ще чејата на водел, изве вике поиќе, ние че не користиме, ама вие изглед користите таму во прилеп чупињата, користите на Ч. И за как да ти кажам кои са тия докази, колко са тия докази, аз да немах докази, немаше да изкарам 2 ранта от по саат и пол за Ставре, тия са 3 сата докази. Немаше да изкарам саат и 10 минути за Никикс, немаше да изкарам 40 минути или 30, не знам точно колко е за Колевски. И во видео нема да трае саат време ако аз нямам докази. И 20 минути дечката от Пеколот. И уште кој не. Значи, ако сакам не да немам докази, секој член од фамилијата ќе те научам каса вике, вклучувајќи ја сестра ти, која почнува на Г, нема да испомнам име. Вклучувајќи ја мајка ти, која почнува на Б, нема да испомнам име, пошто не сум деген. И вклучувајќи го татко ти, кој што не сакам и него да го спомнам, али не е битно. Не можеш со мене да се чепкиш, пошто јас ти кажах и в песната. Доста е со јадење гомна, па појко, дали си свесен дека јас сум драма мастер? Немој да ми збориш, пошто ќе ти ставам јас фластер. Значи, во видео е фластер за тебе и ти веќе не мислиш да ми врниш, пошто саат време е видеото со докази и како кажах, ако сакам можам секој член на фамилијата да ти научим каса вике, можам сите приватни работи да ти ги научим, што си правил глупости во прилеп и можам сите докази да ги издадам. И ти немиш, кога ти кажемо, ти немиш привилегија, немиш континуитет ти да се расправиш со мене, не си доволно писмен. Ја застанаме на вториот канал видео ваѓање, како што кажах, рантаве немаше да има по толку минути, по толку време ако јас немах докази. И исто така, и како што викаш, он има втор канал, ама не саке да ваѓа докази. Јас имах втор канал, да, се викаше Lucky Army, моментално е рекон Fortnite. Може да видите тука, дека ќе објавам кратки клипчиња од Fortnite, дека ќе ги монтирам. И намерно не саках там да ваѓам видеа, заради тоа што свесно бех крив за двата страјки што добијаха в април, мај и јуни што чеках. Не, јуни, јули и август. Не, мај, јуни и јули, моја грешка, мај, јуни и јули. Свесно бех крив за 3 месеца забрана што имах да снимам, свесно бех крив за двата страјка. Исто така, поради тоа што знам дека свесно бех крив, јас искарах само едно видео, чисто децата да знаат зашо нема да има видеа. Јас тоа канал го користих само за битни информации. А јас ран да вагам там, за да верам там прегледи и тоа канал да се го бустам, не. Што можам там да го искарам рантот, можам тука да го искарам рантот, да ми пукне со прегледи и да ми се издиге тука подршката. А там шо ќе ме подршка, не ми треба. Тоа ми беше чисто канал за информирање. Во случај ако нешто се десе, пример, трет страйк добивам дечки, овде продолжам и се избриша канал или нешто, или дечки, ова се десе, тоа се десе, за тоа. И за тоа там не клевах рантове. И ако веќе го чекиш рантот, добре дојде. Ако го гледаш. Петта точка завадим. Нема јутубер на кој не извади прегледи и контент. Што сам се звола да кажам? Не усмисла секој да му јаде гомна, туку. Не викумот јас не копирам од јутубер. Не викумот и Ставре не копира, не викумот и Жика не копира, не викумот и Никикс не копира, не викумот и Кишата не копира, не викумот и Стефанатор и Джипи не копират, не викумот и Лазаров не копира. Али тоа го прават неприметно. А ти свесно да ваѓиш серијал да му ископираш на Лукони, свесно да му ископираш серијал на Муџа. Десте, браќо, сестри, га серии, добро дошли на клип, љубез брат, воле
molim vas. Sve, uglavnom šta danas radimo, kao što znate po naslovu klipa, nastavljamo ono što smo započeli juče. Lajkujte ovaj video i lajkujte jučerašnji video. Urazer ono spamuje ovih posljednjih par dana, to ste mi vi napisali kao vidi ga seljak kupio BMW, tako da ajde pogledamo. Здраво на сите, речи, добро да второто видео, значи денес како што видовте последниот наслов што правиме, значи правиме реакција на добри тиктокови на македонската тикток сцена, поточно на балканската. Знаеме дека има будали, ко Марко Филиповиќ и слично, али сега во денешното видео гледаме креативни тиктокови кои изгледаат. Сој са ни цела ноќ. Свесно да ги ископири серијалите на Муџе и на Вој на Лукони. Свесно истиот едит да го направи, исти фейскем, исто лафиш, исто најавиш видео, исти тамбнейли. Дури и моето видео, што сега ќе испадне. Од 2007 година, онака чисто и поштено, невиниот гомнар Крсте си шетал пред некои црни джипови. Ти го ископира и направи такво видео. В овој ден завршив работа и време малце да одморам. Тоа е, ако че си бизнесмен имаш многу работи. Може малце да одморам. Сакав да ти кажам, јас се разбирам од и теб не та бива в тамбнейли правени в едитирање. Ама та молам бе, ним толку очигледно копири. Значи, си го пропастави сам каналот. Со тоа што децата гледат оти немиш контент, а не оти некој та гледа 100 души, окей. И да, ако питиш да, са фалим оти 1000 души, може не са много, али за разлика од тебе са 10 пата повеќе што ме гледат, за разлика од тебе. Дори гледам дистрек за мене, Жика и Лаки браке на нас 500 вјуз вагиш, а дори сте видеа по 300, по 200, по 202 јајго 100 вјуз имиш. Долу реакции снимиш на одакле сам ја, на не знам кој, на не знам как, по 200 вјуз имиш. И на нас вагиш вјуз, зашо? Оти чеки малку Лаки и Жика песна вагер, че и на них вјуз да искарам, немам вјуз. Јас свакам оти ти сајш реакција да правиш. Работата е да не та вреге наистините оти на нас вагиш превидео. Оти и така е. Ако провериш убаво секој видео ти има по 100-200 вјуз, идиш на наше видео 500 вјуз вагиш, 450, окей. Што значи тие са по-голема бројка на вјуз. Наврска мање битно тоа. Што се как да кажам за копирањето на серијал. Јас свакам ти да го ископири серијалот, пошто и на Стефанатор 90 секунди му е ископиран, и нашиот гевгилијски селаци не е наш цел, значи има нешто од нас дали, нешто е ископирано и ќе кажам од кој Удомчо е, од негови деми идеи, али работата оти ние го ископиравме или било кој друг јутубер што узиме, ама го рекреира и го направи да е негав, а не тотално 100% исти и да се усеќа и оне. Значи го рекреира, го замачкава што се виќе да не се гледа од он. Ако можеш да ме сватиш што сам дека. Мање бит, јас во не можам сам да го сватам. Сега, например, мен не ме е јасно зашо ај што копириш серијали и што објавиш без врска видеа и тамбнейлите што се без врска и едитот што е без врска, свакам. Кој е финтата, кој е поентата да ти ја реаплоудниш на Бака Прасе песна? Бака Прасе Пагани Official Audio нова песна. Што е финтата? Сајш вјуз да привлечиш ли, не знам, прегледи, подршка, не знам што ти е финтата да таму. Када ти камо ти со тоа сам себе се понижуваш, зашо? Заради тоа што немам што да вагам, ај чеки ќе искарам реаплоуд на Бака Прасе песна. Као, што е финтата, свакиш? Оти јас, например, не знам што знам, на Стефанатор, на Чода, ето да кажеме песните да ма реаплоудам. И ето на Клинац ликнани песни што се на други канали, да земам јас свесно да ги реаплоудам. Оти тоа не оправам. Оти размислям и свесно свакам, оти тоа не е за добро за мојот канал. Са не се правам доктор за да ти објаснам што е добро, што не е, али ти сами треба да се засрамиш заради тоа што стигнуваш до толку долно ниво да им реаплоднавиш песни на некои јутубери за да вагиш вјуз па на нив. Че пак сакиш да вагиш нешто на нив, прегледи, бла-бла. Не викам јас не негирам ти на преспав на смешни моменти ве гег вјуз. Али преспав, македонско нешто, наше, не е чуждо. Колавме за пцујајни и враѓајни. Е така, имам скрин кој што ќе биде и на екранот, сега ќе ви покажам моментално. Значи кумето, Демек Гевгелија Цареве. Сега сам да кажам. Как да кажам, оти јадиш гомна, на сите тие гомна што ми ги изедавиш, ме изврегевиш, ме испцувавиш, јас не можам рамнодушен да останам и јас ти враќам со јадење на гомна. И ти на сад топа на гомна викаш: ела во Прилеп да видиш што ќе се десе бе. Ела да видиш во Прилеп што ќе биде. Што ќе биде бе?
Не, баш ме интересира шо ќе биде. Шо ќе се зберете 10 души 2003, 2004 и ќе ма тепте? И шо правиме јас ако дојдам со 10 души 98, 95? 10 души по 30 годишни луѓе ако дојдам. И шо треба да ве истепме там, да ве изумриме? Ето ќе кажеш не сум пичка, ќе дојдам сам. Океј, ела сам, јас и ти очи во очи сам да видам дали ќе ма тепиш или слично шо ќе биде. Шо прво гледам јас на тоа тепање? Имам 19 години. Тоа е најголемиот пропуст. Зашо? Може да ма тужиш, од сум полнолетен, а ти си малолетен, изгорех. Второ и второ, ќе се збереме ние 10 души, вие 10 души. Шо ќе направиме кога ќе се истепме? Ето, вие нас напретепате. И, ура, шо сте, војни, вајкинг, шо си ти? Армија на цар Самуил војникот ти, шо си? Ќе се радувам и на лаки го претепах. Океј бе, ето ние пример го претепаме и шо сега јас, шо треба да кажам? Успеав во животот, го претепав кумето. Целта е постигната. Кој е поентата? И да успат, ако веќе толку си наапан и сакаш да ма тепиш, ако си сварно толку многу наапан, не знам како ти камо си пичка. За во си пичка, зашо? Заради тоа што ти секој пат кога се напавиш од јас как ти изедам гомна на тровот и ти толку ма нервираш, едва чеках рамто да го искарам, ќе дом на тровот ти изедам гомна и ти, мале, дојди во Прилеп да видиш што ќе ти се деси. Дојди во Прилеп и там тие што се наберани на стримот гомнојадците со тебе што седат другарчините. Мај брату, ако дојдиш во Прилеп, ела бе ти у Гевгелија. Ето ти свесно, ти сакаш да ма тепиш, ти ма вики, ела ти у Гевгелија. Зашо јас да дом во Прилеп? Ела ти во Гевгелија. И не може да значи ако ти си бил на одмор во Грција и успат си удел одека Гевгелија си поминал и као си сликал цареве и си тегнал Гевгелија. Оти не устанал од сабајле до вечер. Без мајка ти татко. Ја така ела со некој другарко, те јас што дојдех на 3 дена спијање во Прилеп. 2 пата дојдех по 3 дена да спијам. Ела ти така, не мора да спиеш. Ела сабајле со автобус. В 10 сата, в 9 кога има автобус, ови си порчокту в 5. Ама дали си одише прашање? И успат само се дигнам стол, пошто ми е низок. Не за џабе во дистрекот кажах, кога сте усрани копилиња, дојдов да се вратам, да ви наплатам јас кирија. Не за тоа што ме плукавте, за тоа што ми јагахте гомна, за тоа не сте криви. Дојдов да ви наплатам за тоа што сте живи. Што саках да кажам со тоа? Со тоа саках да кажам оти, секогаш кога јас идам на вас да ви јам гомна, пошто вие ми јадахте гомна на стрим јас сакарах со вас и ви дозволевах, значи во уставах да пишете за да си дајте одговор на тоа што јас ќе ви кажам. Или на видео што ми јахте гомна. Јас ви јах гомна, али не ва банирах одман. Туку во банирах после 10-15 минути. Зашо? Заради тоа што ве оставах да лафте со мене. А вие што прававте? Ке дом на ваш стрим, пример. Јас идам на ваш стрим, кумето педер, мајка ти ово нешто, рандом, пример. Што направи типот? Ма банире, значи прво бан ми даве на трово, forever бан, и после тоа ми јаде гомна за да не можам да му врнам јас. Значи тоа е финтата, да ма банире, јас да слушам, а да не може да му врнам. Демек јас сега нервирам, јас ке ти јам гомна, би баниран. Не бе, не биди пичка. Остав ма јас да пишем, изед ми гомна, јас пак ти изедам гомна, па ти ќе ми изедеш, па јас ке ти изедам, се покарам малцо да се понервириш, да не се сконцентрирам на играта како ти јас што не бех, и после 10 минути банирма. А ти ма банириш и нема се слушаеш јас што сам да ти кажам и ми јадеш гомна. И да, кога вие сите ма нападнат, сите прилепчајне, сите, 20 души кои дојдеа на мој стрим, ти за Прилеп ќе зборуваш оно пичко да ти ева матер, сестра ти, мајка ти, бла бла бла. Нито един не банирах, 10-15 минути, мора и пола саат беше. Се расправах со сите пола саат. Зашо? Оти ги оставих да лафат. Не го одземах правото на слобода и на слобода на изразување. Оти не сум кој ти тебе. Исти ти, исти даката. Ма банирте и после ми јајте гомна. Даката не знам зашо ја гомна. Исто. Му пишам, брато каже му на кумето ово оно, типот alt-tab мануве ма банире, прво ма банире, после он почна да ми ја гомна. Ти вака, ти така, не знам шо, не знам како, бла. Ти полдек се мешиш. Кој тебе те пита? Од кое село си ти испаднан за на мен да дојдеш гомна да ми јаеш? Одек си ти, кој тебе те умеша оваа работа? Шо ти се мешиш ми каже? Ај кумето свакимо ти од нигде негде се умеша. Кој си ти што се меши? Па и ки ми се силе, он наставре му побарал бокс меч, јас тренирам веќе 5 години кикбокс, нека дојде веќе со мене да тренира, веќе да се тепа, така сум веќе наапан, сакам веќе да тепам некој, нека дојде веќе он со мене
са проба на бокс меч и аз имам вика са пробаме да му ебам сестрата, майка да му... Али мanje битно, то после ке увидиме. Сега се договарахме с майка и кажам жената са кала да се запише на бокс, ки ми боксирала на яйцата. То да видах ще ке направим. И сега спът да кажем, не бидейте пички, оставете ме да си докажем, после ядейте гомна. И да, сите тия гомна шо ми ги яйте, освен даката, пошто он беше као наапан, силен се правише, а всичко се правят силни много леко завършват, как ще не треба. Ке вземам пример кумето, пошто он сега за него лафме. Типот яде гомна, ама се смее. Каде рекам во... яде гомна, ама во шеговита форма. Не знам каде рекам, ко ти пробува да яде гомна, ама тоа ни шала да го каже. Свакаш, за да не биде ко ти му ям гомна, ама чек да нема свате сериозно, за и он да не ми направи ранд, да не ми изяде гомна. Бате, ако го вагиш, ваги го цел бе да ебам майкам. Не бе ваги от цел. Защо да не? Ваги от цел. Шо се пичка? Мојме следна точка. Вреѓање на Гевгелија и се најголемо. Скриншот. Значи, не е битно кој е дето, играл со тебе GTA 5 или как и да. Играл GTA 5 со тебе и од нигде негде слушајте кумето шо му вика на дето одма ми пушти скрин. Не е битно кој е. Да ти ебам крвта твоја смрдана шо пцујате со другарти преку компјутер бе пичко една скапана ебати, племето ебати скапано. Че ви ебам мамичето в пичка, че ви ебам крвта ваша гевгелијска, сите сте исти од таму, не лаки, не ти. Мрш крвта ваша посрана скапани едни. Прво не знам одека си зимиш ти сила крвта да не јавиш на нас. Второ и второ не знам зашо меше сега ти цела гевгелија во овој случај, пошто јас не умишак цел прилеп, али ти уопште цела гевгелија испцувавиш и ја извредјавиш, што нема смисла. И не знам што те е криво дето, пошто јас лафих со него и он ме ја кажа точната работа как е. И сега колку е он крив, да и он е крив, не го бранам него. Али не требало ти толку да се изреволтираш и толку се да му испцуиш до 17-то колено, а успати на мен да ми јаш гомна. Е сега, за тоа што цела гевгелија испцувавиш, моли са некој што не треба да ти пием, си замах тутки да се јапнам, мал се да се облажам устата, доста гомна едех. Сега да кажам, со вошма врегиш гевгелија и диалектот, моли се да не се погони некој тежок гевгеличанец, така некој што е многу по-страшен тип за разлика од мене и по-возрастен, да кажем, во години, а може и некој дете така до 20, што не му сече много и не се замара много, и да дојде да те ишибе гадно, да ти свесно го врегаш гевгелијскиот диалект и народот че сме тук по Гевгелија, па да не знај сварно за аптодек ти са, па не мајка ти, не татко ти, полицата да не те спаса. Ако ме питаш, мен ма боле курото што јаш гомна за Гевгелија. Така да може да ти го натепат така курото в гъзот малко, ако да знае некој што е поишливан, поишлакан, и може да ти ебе матер. Сега, последна точка. На лайв се живо испцујување, значи устанаме на реагирање на видеото. Сега, ќе ни треба OBS за ваа работа, така да доста беше со камерата, сега гледајме со префрлување на OBS. Малце ќе би послаб квалитетот на камерата, пошто фейскемот ни е вебкем, нема да сниме со камерата, пошто много подолго ќе би видеото и може да ни прегрее камерата и да ни се изгаси. Се гледајме за брзо, за 3, 2, 1. Значи, добре дојдовте во фолдерот со докази, може са малку докази, али има многу. Сега, нешто почна да ме замара кумето, ама заради тоа што му бех напан, и уште му сум, му викам нема замара бе човеко, имаш ли твој живот? И во имам. Као почна да ми пише. Викаме па ако има живеј го, нема замари, преслаб. Ока да та ебом, не се нервирај да ебом мајка му. За твое добро ти кажак бе царе, шо са лютиш? Не знам шо беше там као демек совети ке ми дава, а допред тоа гомна ми јаде. Јас викам бате беги бе, јао, нешто као манапа. После тоа тука, за тоа сум јас баниран од Рово заради првата причина, оти Ставре кажа демек тие ќе банират, мислам што репортат акаунти, демек заради тоа не вире такови. Ти само се жале као за тоа сум баниран јас од Рово заради првата причина. Ако сакаш да знаеш искрено, јас друг немам репортнано, ти си во едини што репортнах. После тоа не бех репортнал никој, а сега тебе кој те репортнал и зашо ти си изгубил канал на Трово, тоа мен нема меши там, јас тоа не знам. И успат, баш ме мило што стримиш без пари, заради тоа што јас ќе ваѓам пари, а ти стрими там, теб си го времето за глупости и нема да зимиш пари, оти веќе еднаш си бил перманент баниран или как е да си бил не знам, и сега си имаш нов канал, али џабе стримиш пари нема да земиш. Само така на тебе. Во не знам што. Во 7 минути видео ме банира од Трово плюс реакција на ДНК Македонија на европско, немам врска, тука он кажа зашо бил баниран од Трово, али тоа сега не е битно, не сме ние за тоа тука. Ние сме додени за во видео, само да видим. Тоа е убаво што се дешава. Значи јас тука влезех на негов стрим и го испцујах намерно да видам што ќе каже. Слушајте. Дека е царот.
Ке чуете сами што му кажах. Нема го. Lucky Cara just followed the channel. Sad će piše Тука го заследих за да му пишем, слушай сега. nešto hate 100%. Не. То што не знаат са го да играат друго 20, не го гледајте во позадина скрин. Što sad smiješ Danico? Dančo na jakate, budeli ste? Знаеме. Krenka na Fortnite. Пита майка ти дека си да тая бум. Клемпашут глуп со курма. Банириш некни ут на кишата лайвут. Ебати кломпарут. Арнота банира. Никоја Фелице, път где си, да даде пропицај? Господ. Ovo je na slovenski da ne pишува, бе. Тука се смее типот за словенскиот јазик, а како што кажам преги, македонскиот спаѓа во старословенската група, што значи и твојот диалект спаѓа во словенски, така да немаш право да се смееш за нешто што е и заедничко, као сам на себе се смееш. Второ, као бех на кишата на стрим на YouTube, нешто почнах да се пишем со него и он свесно ме избанирава. Јас пишем кај си, како се знаеш ово оно, он свесно ме избанирава. И додедех му изде гомна као да вијам ше каже, заради тоа што ма напаза кишата, му викам кломпарни един клемпаш што ма банираш на кишата стримот. И во се смекал на старословенски пиш. Слушајте следно што се дешава. На словенски ти да не пишуваш, бе, гнидарино една, бе. Пичкарска. Еве ти, ајде, мрж да ти имам племето твое. Sad će dam ban, čekaj. Значи ми даве бан за да ми јаде гомна, а јас да не можам да му јам гомна и он свесно ми јаде 10 минути гомна, а јас баниран. Окей. Ти со мене ќе се заебаваш да ти јебам се, да ти јебам твое. Ќе ми караш ти да ти имам крвта, да ти имам твое, да ти имам племето. Се ми изнервирај, сега се изнервирав, жими се. Значи, тоа ми е, каде ви кажам, целта е постигнана. Успеах да го изнервирам и слушајте колко е изнервиран. Губе контрола типот. И успет не може да се правда со тоа да мек ма банирал заради тоа што не саке да има пцујајне во чатот или глупости или негатива. Кога он цел стрим му е пцујајне, врагајне, што значи он сам си го расипаве. Тако, што направих бе? Он сам си го расипае стримот, така да он мен ма банира како што кажах за да ми јаде гомна, а јас да не можам да му јам гомна. Да мек посилен, чек сата банирах, ки ти јам гомна, ти трпи. Слушай. Што си мислиме, море, дека има 20 години го фатил Господ за ташаци, море, знаеш што си ти, море, ништо не си ти да ти имам племето. Не си ништо за даката, море, че ти спрапета, ти да си. Пизда ти матер твоја. А ја го даката од заисадик, јас кажах мајка му ќе ми тренира сега бокс на јајците. Мајка ќе ми кара тој. А јас колку што чујах, нигде мајката не ма спомнах на него. Или јас спомнах. Питаа мајка ти дека сум да та ебам. Ништо не му испцујах мајка или слично. Значи питаа мајка ти дека сум. Не испцујах ништо. Значи да тајо ми клемпашот. Слушај во. Пита мајка ти дека си да таја бум. Клемпашот глуп со курма. Банириш некни ут. Значи питаа мајка ти дека сум шо курма да тајо ми клемпашот глуп, шо курма банириш некни на кишата на стримот. Јас мајка нигде не му спомнах на него. Не знам што му е финтата. Али как што ви кажах, он од нервоза не знае што прави и гледа само да се најде на мабет за да ми изврега се по список, затоа има банера за да не му врнам. А ништо не кажах за даката и он ја го се убаца, немој ти за даката, јас слушајте сам јак не им верувам. Слушај човек. Ништо не си ти да ти имам племето. Не си ништо за даката, море, че ти спрапета. Не си ништо за даката, ќе те испретепам. Кој нешто за теб спомна? Шо курса мешиш ти? Кој тебе та викна? Пизда ти матер твоја. Мајка ќе ми кара тој. Мајка ќе ми кара тој. Прво, нигде не му испцува мајка. Второ, ма довреѓаве макс, а ништо не му кажах. Окей. Направив реакција добронамерна, онде ми кажува ваму таму, Ранто ќе ми правил. Ти јебам крвта твоја, да ти ја ебам, јас тебе племето, да ти го ебам, стопанката, јас тебе да ти ја ебам. Пичка ти матерна. Слушаш Лафе, а ништо не му кажах. Направи вике реакција добронамерно, он Ранд ке ми правил. А типот трт се уплашил Ранд да не му вагам. Ма сите докази ќе ги искарам за тебе. И воте уште един доказ оти јас не
пцувам, не врегам майки, а слушай се ти сам шо лафиш. 10 минути слушајте шо лаф. Не сум ја ставре. Да не ти карам да ова да она. Бати племето. Демек не сум јас ставре, јас не се плашам, јас ке пцувам, окей. Куда лезем ти? Не. Кој да му влезе умрев ја. Добро. Келице, šta si uradio, brata moj? A inače ovo je vikend... Ме прашат кој кур ми е да банирам. Шо сакам ќе ти правам? Ако сакам ќе те банирам и од кај кишата и од кај сегде што сум модератор, ако пишеш нешто лошо за мене или за некој што го знам, ќе те банирам. Ако сакам. Ти сакаш, банири ме, ама оставма да се докажам. Не ми го зими правото на збор. Оставма да се докам, да ти кажам шо е правото и шо не е, и после јај ми гомна. Па после ела јад ми гомна слободно. Оти во видео никој ништо не може да каже шо как бла бла бла, а сите докази се во видео, така да вие сите шо гледате ако сте до тука стигнани, да знаете каков расипан човек е кумето. А не знам даката шо се меше. Јас со него, ако искрено ма питате, се имах до јуни-јули месец, додека стримах секој ден игравахме GTA 5. Ништо не му кажах, сам ми јаде гомна. А ништо не му кажах, буквално да го изврегам нешто, ништо. Не знам одека му е тоа да ја е гомна, али ништо не му кажах буквално. Не знам он шо се меше. Коло ти ја покаже момата? Майка ти дек сум да те бом и... Не знам да пишува словенски јазик. Ма банираш некни худ на кишата овај... Шо сакам ќе ти правам? Кромпурот. Кромпурот, гледај го море колку е неписмен ја. Не сум писмен, они не знаат да прочитат. Осте тоа што јас го пишах как ќе треба, они се неписмените што не знаат да прочитат. Па мене. Јас можам на него да му разбирам прилепскиот диалект и можам да учитам, а он не може гивгилискиот да разбере. Си се заебал бат. Неписмен, лол. Арно, да банираш никој пут да не даде Господ пари да не видиш животот пресок тип неписмен. Јас да не видам пари. Уце! Јас да не видам пари. Кумето ќе те купи со се поштали. Ако мене ми го рече тоа, јас стварно не знам што да ме правиме тоа. Кумет ќе ма купиш ти цел град. Цел град ќе му купи куја. Само да Ау. Еле Мерцедес да продаде цел град ќе му купи. Чао. Кажи му Дарко колку Мерцедес и колку мен винувам. Сега демек се фале, демек оти јас му кажах нели цел живот да не видиш пари од трово што чинува нели. И само демек се фале и колку Мерцедес и колку бенвини ми шо сега јак се Господ заедство фатиот са флекса што ти имаш пари, окей. Кој што ти спомна за парите дома што ги имаш и за имотот и за тоа том. Јас ти кажах за утрово цел живот да не видиш пари. И тоа е малце, кога ти кам, самто дете е разлигавано, очи од ништо, од никој пат од ништо не е скусано и очи цел време имат многу пари и се му дават и самиот он е несвесен колку усвари парата го има расипано уште дете. Така да, не дај Боже, после 20 години ниш не лав. Тоа што имам. Заебанци е, оти ми рече нешто, ме навреди за тоа. Ама немаш ти ни право, немаш ни поени за мене така да ми... Немаш поени, а и шо извини, тестове правиме па поените си и бројаме кој колку поени има. Да ме навредуваш. Ти рече поени. Ау. Добро. Немаш поени, не сваким шо му е финта. Немаш поени така да ми кажеш. Извини, на поени играеме. Арно Ставре тебе ти рече, кому рече да се тепате за бокс мечо нешто. Ај со мене, изгорен сум за тепање, За бокс мечо, значи му рече Ставре? На овој? Му рече, ти немаш пари мене да ме платиш за да се тепам јас со тебе. Да, мислиш бака прасаон, ти немиш вике пари да ме исплатиш за јас в задруга да доам. Исти Ставре. Немиш пари да ме исплатиш за да доам јас на бокс меч. Океј бе, ќе ти давам пари колку сакаш, пиши ми на Инстаграм. Нели дојде на бокс меч, ќе иземе парти и ќе изгуби, ќе го ишлякам. Јас може ќе му давам пари, ама жал ќе ми биоти нову пари ќе му давам. 100 евра. Ако му давам и тоа доста ќе му бијат. Типот се мисле unrated. Демек многу е он познат, па треба многу да го исплатиме на него. Вика Ставре нека плати, па што сака ќе правиме. Арно му рече, со сите испакарано. Нема никој. Тоа таму што зборувале во групата. Се почна да навредува.
Kada neće se tipa, otklizat će se tipa. Ok, tukaj veke gomna jadejne su s drugarto lafe nešto činove. Kada dečki, to je to za ovo video, za ovaj rant. Ako vi se dopadno, ostavite like, comment, subscribe. Obavezno će da mi pišete mišljenje što mislite za Kumeto, какво mišljenje imate za него. Пак ќе кажам, иако Кумето е никој ништо со 800 субскрайбери и со 100 views дојдел он со мен да се расправи и гомна да ми јаде, сепак јас сум тип што морам да врнам и никој пат не сакам да останам должен на никој. Така да немаше повеќе да ви кажам, ако ви се допаднава ово видео, ставете лайк, комент и субскрайб. Како што кажах, пишајте мислење за Кумето, заследете ме на Инстаграм Lucky Carex, а ние се гледаме во наредно видео утре. Исто така нареден рант ќе има вие денове за кишата. И трет раунд ќе бие за исто уште един од прилеп јутубер, па ќе се видиме. Откријајте сами кој е. Peace.